Доколку бидат увидени такви нефер трговски практики, имат можност да ги казнуват правните субјекти кои го прекршиле овој закон. Казните се големи, најголемата казна е до 20.000 евра и ќе бидат ригорозни во тој поглед. Преку пазарната инспекција вршиме контроли. Она што проба да го изиграт во првата кошничка, есенска кошничка, резултира со голем број на казни. Казните кон трговците беа преку 200.000 евра во текот на еден месец. Во законот се утврдени 26 нефер трговски практики кои не треба да се практикуваат. Она што го слушав нешто ни го кажуваа во стопанските комори и бизнис секторот на одредени производители и добавувачи, се нема да споменувам со име, најчесто цените биле многу големи во однос на тоа каде ќе бидат поставени производите, па за маркетинг дополнително се замало пари. Некоја содело со рабат и трошоци, кои што се други за чување, складирање на роба, маркетинг, така натаму, стигнувале дури до неверојатни 30, 35, дури 40%. И кога вие ќе го условите добавувачот, трговецот, со рабат од 35-40%, производителот и добавувачот да надокнади тоа со трговецот, она што го изгубил во договорите како рабат, тие најчесто го покривале преку цените на производите. И на крајот, фактички најоштетени биле купувачите.